Rekordni 100 dена доштво источниот регион речи си немало, нивото на водите е под сите досегашни мерења и на јавните предпријатија во регионот им донесе големи проблеми како да се обезбеди доволно вода за пиење. Знаејќи дека се наоѓаме во сушен период, дека хидросостојбата на подземните води е лоша, но сакам да кажам дека ние во 2018 имавме две бушотини од нови бунари кои сега значат, бидејќи имаме 30 до 35 литри во секунда нова вода и сега за сега тоа ни возможува да имаме нормално водоснабдување. Идентичен проблем има и јавното предпријатие Водовод од Кочани. Одлично кај нас во Кочани ова се осеќа најмногу во јануар и во февруар месец. Во тие месеци нивото подземно почнува да опаѓа. Вие сами знаете дека уште од летото најавувавме дека кај Водовод од Кочани прави нов бунар. Сакаме официјално да известам дека бунарот е направен. Пумпа е спуштена во самиот бунар, каде што обезбедивме дополнителни 32-3 литра во секунда вода од тој бунар. Освен поголем напор на јавните предпријатија, добра работа во овој период може да заврши и природата. Овие последни месеци е доста сушно. Меѓутоа, сега овие неколку денови, да кажам, или десетина дена, очекуваме промени во време, иако врнежи сепак и понатамо не се очекуваат, барем со некој поголем интензитет, но во тоа подрачје повеќе врнежи би требало да има во недела, во ноќните часови и во понеделник предпладне. Според сегашната анализа се очекуваат и нешто пообилни врнежи, може и од 20 до 30 литри. Сепак проблемот со вода за пиење најмногу е насочен кон општините кои не се поврзани со хидросистемот Злетовица. Досега врска со него имаат само Свети Николи и Пробиштип, Штипе во фаза на адаптација, а Карбинци во фаза на изградба на филтер станиците. Останатите за приклучок ќе чекаат уште долго.